13 општини и над 100 компании нудат комплетни информации и богата понуда за сите заинтересирани за било каква градежна активност на сајмот на градежништво во Скопје. Над 3000 плацеви во рамки на проектот Купи куќа за млади нудат општините, што е дополнителен поттик за градежните компании. Градежништвото како гранка е значајна во економските стратегии и политиките на владата. Тоа е потпора на македонската економија, која е поддржано преку растот на јавните инвестиции, но и преку низа проекти како што се повластената стапка на ДДВ и проектите Купи куќа за млади, истакна вице-премиерот Зоран Ставревски на отворањето на сајмот. Тука би ја спомнал повластената стапка на ДДВ од 5% за прв промет на станови, која што има голема улога во понудата и цената на становите на пазарот на недвижности. Подршка на градежништвото секако е и проектот на владата Купи куќа за млади, кој што стартуваше оваа година и кој што е на дополнување на проектот Купи куќа, Купи стан, кој што функционира од 2012 година. Градежните компании кои подолго време се на пазарот се задоволни од побарувачката на станови. Најголем интерес има за купување на станови до 60 метри квадратни. Скопје останува град со најскап стамбен простор во државата. Ланската година сме продале 26 стана и делови простори, а оваа година имаме продадено 56 стана. Ако ланската година за исти период сме направиле 2 милиона евра приход, оваа година сме направиле 4,5 милиона приход. Значи и понатаму градежниот сектор недвижности ја раздвижува и понатаму македонската економија. Градежништвото е столб и двигател на домашната економија, а така ќе биде и понатаму, иако имаме изборен период, сметаат економските аналитичари. Изградбата на автопатите Скопје, Блаце, Гостивар, Кичево, Штип, Миладиновци, како и рехабилитацијата на патиштата Кочани, Делчево, Куманово, бугарска граница, ќе го зголемат обемот на работа на градежните компании годинава, а ќе се отворат и нови работни места, сметаат од Стопанската комора на Македонија. Година, као најголем интензитет го рачунаме на изградба на инфраструктурни големи објекти, дека ќе бидат и малку и тие домашни компании кои ги имаме, па ќе мора и самите да увезуваат поготово кадар. Не сме намислува дека нешто нашите градежници не се присутни во странство затоа што во моментов не може да добијат работа или не знам што, мислам дека се поконцентрирани на домашен терен. Затоа што секако изградбата на домашен терен е поедноставна за сите фирми. И сите гледаат прво дома да завршат работа, па да одат до странство. Градежниот сектор во земјава го сочинуваат 4349 фирми во кои се вработени над 50.000 лица.